бидел поврзано со пожари со помош на вештачка интелигенција. Но како ќе растат температурите, пожарите ќе бидат и нашата реалност. За само еден ден во Македонија регистрирани се над 12 пожари кои што беснеат. А може ли да ја искористиме вештачката интелигенција за справување со пожари или само за забава и видеа ќе ја користиме? Вештачката интелигенција ја освои сферата за детектирање и справување со пожарите. Со дронови и термални камери, пожарите се лоцираат и гасат, а преку комплексниот процес на собирање на милиони податоци за само неколку секунди се предвидува и непогодата. Во Македонија дронови имаме видено, но само како позајмица од француските пожарникари, кои беа повикани на помош кога многу наши граѓани стравуваа за своите животи поради големите пожари пред 3 години. Дроновите ги определуваат тие топли точки на тлеење на огнот со координати на кои што потоа силите многу лесно преку GPS системот ги пронаоѓаат и ги гаснат целосно. Македонија е илјадници километри далеко од Калифорнија. Толку е голема и разликата во примената на вештачката интелигенција. Тие користат специјални термални камери кои во нив имаат сензори и реагираат при било каква промена на температурата и пуштаат сигнали за побрза интервенција. Потоа се пуштаат специјални дронови кои во нив имаат 3 топчиња да помагаат да се изгасне пожарот. Вештачката интелигенција ја користи Горијан Јовановски од Зелен Хуман град, кој креираше апликација EarthCare AI за предвидување на климата и последиците од драматичните промени во температурите. Платформата е да агрегира податоци за пожари, поплави, земјотреси, урагани, сучи и така натаму на едно место, со цел да се прави историска анализа за каде најчесто се појавува, дали тоа во конкретен случај се пожарите, во кој подрачје, и со таа информација, а и во живо да се следат тие што се појавуваат, таа информација да може понатаму да се прават добри полиси за превенција на истите пожари со тоа што да се заштитат одредени места. Во Македонија е конкретно иако работи на копно ниво. Вакви непогоди ќе бидат се по и почести и многу е круцијално да ја користиме можност на вештачката интелигенција за рана детекција и прогноза на вакви настани. Во Македонија не чека пеколно лето, температурите ќе уриваат рекорди, а зголемениот број на пожари е веќе најавен. Во јуни оваа година, значи се ближиме, при крајот на јуни сме, имаме повеќе од 50 пожари, а не сме го завршиле месецот. Додека во јуни минатата година имавме само 23 пожари во месец јуни. Со климатските турбуленции се очекува да расте и бројот на пожари, а со тоа и бројот на згаснати животи. Затоа надлежните институции не треба да ги занемаруваат светските трендови. На индивидуално ниво луѓето користат AI преку некои сервиси како ChatGPT, слични ботови, ти помагаат во работата, но се уште не гледаме некаков бум во поглед на правење на продукти кои што користат AI и може нели да се дадат на користење комерцијално. Значи би рекол дека сме негде на се уште на некое почетничко ниво. Вештачката интелигенција не треба да биде наша иднина, туку треба да биде наша сегашност и заедно со неа да се бориме против климатските промени. Да ја користиме вештачката интелигенција на правилен начин и со тоа да сме во тек со иновациите кои ни ги носи времето.